Американскиот конгрес направи уште еден голем чекор за подобро истражување на неидентификуваните летечки објекти. Американските конгресмени изгласаа создавање безбедна база на податоци за известување за мистериозните средби со НЛО, кои сега војската и американската администрација ги нарекува UAP или Unidentified Aerial Phenomena. Конгресот со нов закон побара американските воени функционери да воспостават унифициран систем за евидентирање на видеа, како и за заштита на сите владени свиркачи, кои можеби ќе сакаат да кажат што знаат за НЛО. Конгресот на 13 јули го изгласа создавањето на овој систем со двопартиски амандман, кој беше прифатен, а инаку изгласан како дел од законот за овластување за национална одбрана. Пратениците се залагаат за поголема транспарентност на досега маргиналната тема, која сега стана тема на разговор во високите кругови во Вашингтон. И додека темата некогаш беше царство на теоретичарите на заговор, сега поранешни војници, политичари, представници на одбраната, па дури и поранешни председатели зборуваат за НЛО. Новиот амандман беше опишан како потенцијално отворање на портите, за да ги охрабри луѓето претежно од редовите на војската да кажат што знаат за овој феномен, па дури и им нуди заштита на свиркачи. Амандманот беше предложен од конгресмените Майк Гелегер и Рубен Гајего, кои се гласни поддржувачи на откривање на вистината за феноменот и бараат војската сериозно да го истражува истиот. Пратеникот Галагер во врска со НЛО вели дека објектите представуваат закана за националната безбедност и сака да се осигура дека воената и разузнавачката заедница се вооружени со најдобри можни информации, капитал и научни ресурси за да ги поразат непријателите и да задржат воената и технолошка супериорност, како што вели. Тој исто така додаде дека сака да ја зголеми способноста на Конгресот да го докаже или негира потеклото и природата на оваа закана. Новиот систем за известување на НЛО ќе овозможи итно споделување на информации со научниците и аналитичарите. Треба да овозможи да се зборува отворено за она што претходно било забрането да се известува. Идејата е да се обезбеди амнестија и покривање на секој настан поврзан со неидентификувани воздушни феномени и секоја активност или програма на владени или владени изведувачи, односно контрактори, поврзани со неидентификувани воздушни феномени. Многу воени лица и војници тврдат дека биле охрабрени да не известуваат поради стравувањата од стигматизација, исмејување и неможност за напредок во кариерата, но така било порано. Сега повеќе не. Порано, некои од нив биле праќани дури и на психичка евалуација, доколку пријавеле случај со НЛО. Со овој амандман, не само што тоа е незаконско, туку се охрабрува спротивното, јавно да се зборува и да се пријавува секој случај. Представникот Гајего рече, треба да ги овластиме нашите членови на службите да бидат транспарентни и да отфрлат стигмата околу неидентификуваните воздушни феномени. И поранешниот функционер на Пентагон кој стана свиркач, Луис Елизондо, која водеше програмата за истражување на феноменот НЛО насловена A-Tip, го поздрави овој потек. Тој изјави за Политико дека амандманот е еден од најголемите напори во поновата историја да се поттикне транспарентноста на оваа тема. Оваа легислатива може да ги отвори вратите, рече тој. Не треба да се очекува дека воените функционери сега ќе откриваат некакви воени тајни. Се разбира дека она што е класифицирано и што не смее да се кажува јавно, нема да се кажува, но системот ќе овозможи да се пријавуваат случаи со НЛО до воените служби многу полесно. Оние воени служби кои се задолжени да го истражуваат феноменот. Па дури и цивилите кои работат во компании контрактори на војската ќе може да го прават тоа и да бидат заштитени како свиркачи со овој закон. Тоа е многу битно затоа што она што војската сака да го скрие и она што не подлежи на законот за слобода на информации се токму работите што се одвиваат во ваквите компании и контрактори на војската. Доколку Конгресот побара од војската информации за било што, таа мора да му ги даде, без разлика дали на јавен или класифициран начин. Таа мора да му ги достави бараните информации, но тоа не важи и за приватните компании кои можеби се контрактори на војската. А сега со овој амандман ќе им биде олеснето на вработените во овие компании и контрактори на војската да пријавуваат се што знаат за НЛО.
Дебатата за овој сериозен феномен сега се врати во највисоките кругови на војската и власта во Америка, а и во многу други земји. По 50 години во Конгресот неодамна се одржа сослушување на оваа тема, пошто беше одржано сослушување и во Бразилскиот конгрес. Веќе официјално е најавено дека покрај тоа што се обновени напорите за Пентагон за проучување на НЛО, тоа се случува и во Бразил, Јапонија, Кина, Канада, Русија и многу други земји. На темата јавно сега дискутираат и поранешни директори на ЦИА кои кажуваат на вистина неверојатни работи, па дури и поранешните американски претседатели Бил Клинтон и Барак Обама.